60-годишен кумановец загинал вчера вечер во својот дом по експлозија на плинска боца. Како што соопшти секторот за внатрешни работи Куманово, синоќа во 20 часот и 23 минути во полицијата било пријавено дека во куќа на улицата Ѓорче Петров без број настанал пожар од експлозија на плинска боца. При тоа од експлозијата починал сопственикот, 60-годишен жител на Куманово. Телото на починатиот било дадено на обдукција, информираат надлежните. За несреќата во дневниот билтен утрово информира и регионалниот центар за управување со кризи. Според регионалниот центар, екипа на територијалната противпожарна единица синоќа во периодот од 20 часот и 25 минути до 21 часот и 25 минути со едно противпожарно возило интервенирала на пожарот настанат од плинска боца. По извршениот увид на полициско-судските екипи на местото на несреќата, ќе се дознаат повеќе детали околу несреќниот случај што синоќа ги вознемири жителите на населбата Перочичо, но и целиот град. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера по 17 часот лишиле од слобода двајца кумановци на возраст од 36 и 61 година, бидејќи физички нападнале и се заканувале со остар предмет на полициски службеници кои што преземале мерки за питачење, соопштија надлежните. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ке следуваат соодветни пријави. Претходно во 14 часот полициски службеници од СВР Куманово во соработка со Центарот за социјални работи Куманово на плоштадот Нова Југославија затекнале 68 годишна кумановка при питачење. Против неа ќе биде поднесен соодветен поднесок, соопштија надлежните. Сашо Стошевски вчера е назначен за нов директор на Општа болница Куманово. Стошевски е магистер на економски науки, а повеќе од 15 години е вработен во подрачното одделение на Фондот за здравствено осигурување во Куманово, каде што од минатата година ја извршуваше функцијата раководител. Стошевски е подпредседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, а беше и советник во Советот на Општина Куманово во претходниот состав. На функцијата директор на Општа болница Куманово доаѓа откако завчера министерот за здравство Арбен Таравари на градскиот плоштад пред медиумите соопшти дека веќе го разрешил доктор Стефан Трајановски. Одлуката за разрешување на доктор Трајановски, како што рече Таравари, е поради постоење индиции за лекарска грешка во случајот со 32 годишниот кумановец кој почина во установата на 17 март годинава. Екипи на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирале на повеќе локации. Пожарникарите вчера гаселе опожарена сува трева во индустријска зона во периодот од 15 до 16 часот и кај поток Серава. И пожарникарите од општина Старо Нагоричане интервенирале на запалена сува трева во селата Војник и Канарево. Од 47 повредени лица во пожарот во Кучани, кои што се лекуваат во македонските клиники, 10 пациенти денеска ќе бидат испишани и пуштени на домашно лекување, објави министерот за здравство Арбен Таравари на денешната пресконференција во Скопје. Во моментот на лекување се 162 пациенти, од кои 47 во домашните болници, а 115 во странство, освен едно лице во Турција кое е во многу сериозна состојба и неколку во покритична состојба. Сите останати се во стабилна состојба, изјави Таравари. Тој кажа дека од наредната недела се очекува дел од нив да почнат да се враќаат во Македонија, а тие треба да подготват протокол за нивното враќање во државава. Инаку Таравари вели дека бесплатно е лекувањето на повредените во пожарот во Кучани во 99% од болниците во странство и нема потреба никој да собира пари со оглед на тоа што на социјалните мрежи се шират апели да се донира преку трансакциски сметки за повредените. Што се однесува до причината за настанатата смрт кај жртвите, кај сите 59 настрадани во пожарот во Кучани, причината за смртта е насилна и е настаната поради насилно задушување и е во директна поврзаност со пожарот во дискотеката Пулс, информираше денеска првиот човек на судска медицина Александар Станков во врска со обдукцијата на телата на сите починати во дискотеката.
Црвениот крст на Македонија во текот на вчерашниот ден беше дел од организацијата на погребите на трагично загинатите лица од пожарот во Кочани. Беа ангажирани вкупно 165 волонтери кои действуваа како тимови за прва помош и психолошка поддршка, поставени пунктови и логистичка поддршка на сите места каде се извршени погребите, обезбедена погребална опрема и транспорт за починатите, посочуваат од Црвен крст. Црвениот крст е во контакт со партнерските национални друштва од земјите каде се хоспитализирани повредените од пожарот, каде им се обезбедува поддршка за семејствата на повредените. Упатуваме голема благодарност до сите кои донираа и ве информираме дека сме во фаза на подготовка за првична исплата на собраните средства за најитните потреби наменети за настраданите од пожарот во Кочани. Досега се собрани 43.149.360 денари. Ве повикуваме и понатаму сите заедно да ја покажеме хуманоста и солидарноста за настраданите од пожарот во Кочани, велат од Црвен крст. Македонија мора да победи во битката со системската корупција која што одзеде 59 млади животи, порача министерот за внатрешни работи Панче Тошковски од денешната пресконференција. Тошковски кажа дека поднесени се 2 кривични пријави против вкупно 34 физички и 3 правни лица за кривичните дела, тешки дела против општата сигурност во врска со предизвикување општа опасност, при што едно лице е пријавено и за примање подкуп. Ја информира јавноста дека Министерството за внатрешни работи во соработка со надлежното јавно обвинителство ја заврши првата фаза од постапувањето во врска со кривично-правниот настан. Поднесени се 2 кривични пријави против вкупно 34 физички лица и 3 правни лица за кривично дело тешки дела против општата сигурност по член 292 во врска со предизвикување општа опасност по член 288 од Кривичниот законник, при што едно лице е пријавено и за примање подкуп по член 357 од КЗ. На овој ден, кога болката се уште силно одекнува, но чувството за одговорност не обрзува на действување, се обраќам до јавноста со една клучна порака. Македонија мора да победи во битката со системската корупција која што одзеде 59 млади животи. Кога се случи сето ова, со болка во душата, потенциравме дека нема да има компромиси со правдата. Ветивме дека ќе има брза и ефикасна и праведна истрага. Многумини избрзаа со заклучоци. Некои со право се сомневаа, а некои сакаа да ја искористат оваа трагедија и за други цели. Инспекторите на Државниот пазарен инспекторат досега извршиле вкупно 82 контроли на објекти кои се регистрирани како кабарет, диско клуб на отворено и ноќни барови. Од 23 кои имале лиценца, 13 не ги исполнуваат минимум техничките услови, при што се изготвуваат решенија до Министерството за економија за одземање на лиценцата и ќе бидат издадени решенија за забрана на вршење на дејност, информираше денеска Марија Митева, портпаролката на владата на Македонија. Од 23 со лиценца констатирано е дека досега 13 не исполнуваат минимум технички услови, при што се изготвуваат решенија до Министерство за економија за одземање на лиценцата и ќе бидат издадени решенија за забрана на вршење на дејност. Кај 5 правни субјекти кои што се регистрирани како кабарет диско и кои што се со истечена лиценца, а е утврдено дека работеле изминатиот период, сакам да информирам дека се издадени решенија за забрана на вршење на дејност. Кај останатите 41 кафич клуб, кај 30 од нив се констатирани неправилности по Законот за угостителска дејност и изречени се 28 прекршочни налози и 2 затварања за пречекорување на работно време, што подразбира и платен налог.
Граѓаните кои што сакаат да помогнат на семејствата на настраданите во страшната трагедија што го погоди Кочани, можат тоа да го сторат преку финансиски донации на веб страницата supportkočani.com. Оваа страница содржи податоци за индивидуални сметки на децата повредени во трагедијата. Сите податоци се објавени со доброволна согласност од родителите или нивните блиски. Се наведува на платформата. Веб страницата supportkočani.com е создадена за да се спречат можни злоупотреби, а податоците за донација овозможуваат парите да одат директно кај родителите на повредените деца од пожарот во дискотеката Пулс.